Благодарам. Сега ние се убедуваме што треба да правиме на Институтот пратенички прашања и како да одговара. Колешката Илија Радаути поставила устно прашање и сака сега да ја одговорат. Јарно, ама не сме гласале минатиот мандат за такво нешто, и јас, и вие, и господинот Зијад, и цела колешки. Па тоа што сме го гласале, сте добиле одговор на пратеничко прашање или одговорот доаѓа кон собрање, ќе го добиете. Во рок од 20 дена, не сте го добиле во рок од 20 дена. Што да правиме сега? Еве што да правиме? Да застанеме со државата затоа што вие не сте добиле одговор во однос на Законот за правична застапеност на кој што одговорено најмалку 1000 пати, ќе го добиете одговорот. Дозволете ми да одговорам на процедуралното, прво вас да ви одговорам. Затоа што рековте дека сака власта да ви го ускрати правото на процедурални. Не. Ќе поставите процедурални прашања во однос на процедурата на одредена седмица и постапките кои што се водат 1000 пати ако треба. Ама не е истото прашање 1000 пати, затоа што на едно поставено прашање добивате еден одговор. Ако не ви се допаѓа одговорот, тоа е ваше право. Имате друг институт, интерпелација на пратеник, на председател на собрание, на комисија, на член на влада. И тогаш ќе дискутираме за друга работа. Ама процедурите говорат дека вака треба да биде. Одговорот кој што ќе го добие Илија Радаути ќе биде доставен до неа. Нема право устно да го образлага. Имаме список на пратенички прашања доставен од сите нас. На списокот е Зијад и Села. Не ја гледам Илија Радаути. Поставете прашање, ќе добиете одговор. Кој ви брани да поставите прашања? Не дозволувате да продолжи седницава по однос на процедурата која што сите заедно сме договориле и врз основа на која што ќе функционира. Тоа не бил одговор за неа. Ваш проблем е тоа ако тоа не е одговор за вас. Тоа е одговорот што ќе го добиете. Ако не сте задоволни, имате други процедури и други институти кои што можете да ги преземете како пратеници, да се повикате на нив. Ама денес на прашањево ќе добиете одговор и добивте. Тоа е. Дали ви се свига или не, тоа е работа. Не можете 118 пратеници да седат и вас 20 да ви слушаат, дали ви се свига или дали не е лично против вас. Денеска сте вие, имам и од други колеги ваква злоупотреба. Поставил председател на опозиција прашање, да добие одговор, следна е друга опозиција, па има и власта некои прашања. Дозволете да функционира институтот пратенички прашања. Ќе добиете одговор. Штом ќе добиете, ќе се произјаснете. Нема на седмица. Така сме договориле, дека не може на писмено прашање устно да се одговори на седницата. Поставете друго прашање, поставете трето прашање, свикајте пресконференција, поднесете интерпелација, ќе разговараме за се, ама не да кочите со нешто што не можете да кочите. Немате право ова да го правите, злоупотребувате. Сакате да биете денес главни, да ги добиете медиумите, еве ги добивте, дајте да продолжиме да одговориме. Граѓаните и навистина бараат одговори на некои прашања. Благодарам.